Благодарам. Почитувани јавност, почитувани колеги, колега Тречулевски, со оглед тоа дека сум јавен за збор веднаш после вас и не сакав да злоупотребам да делот тоа што сакам да ви го соопштам вас биде во мојот говор, бидејќи можеби нема биде тука. Сакам да ви кажам дека од вас не очекува ваква паушална дискусија на тема буџет. Вие може да имате паушална дискусија кога се разговара за определена работа како треба да изгледа, па вие имате буџетот е многу конкретна работа и конкретни бројки. За жал од вас не слушав конкретни бројки, конкретни децимали, конкретни проценти и гледам дека не сте биле доволно спремен. Фактот дека 46 пати го повторивте зборот, како кажав, театар на апсурдот. Театар на апсурдот, ако знаете што значи, тоа се поврзува со определени драматурзи кои што го испеваат човекот од Втората светска војна од дистанца на неколку години. Значи, Бекет и другите тоа го поврзуваат како нешто кое што човековиот живот е бесмислен, нелогичен и трагичен. Но тоа го прават од дистанца неколку години. Сега, ако вие состојбата во Македонија ја гледате како театар на апсурдот, во кој што до пред неколку години имавме бесмислени работи, играње на фудбалчиња во канцеларија, ако го гледате театарот на апсурдот, дека во вашето министерство, каде што вие бевте државен секретар, имаше министер, сега не колега, беше здрав, прав, жив, ама министер за транспорт беше Артан Груби. Тој одеше да отвара автопати, да затвара автопати, тој кажуваше кој ќе биде подизедувач и така натаму. Тоа, колега, е театар на апсурдот. Затоа, вие точно направивте, од временска дистанца, зборувавте за хаосот на човекот и нелогичностите кои што се случувале до пред 6-7 години. Тоа во преносна смисла значи тоа што Бекет и другите го зборувале некаде 53-4 за периодот од Втората светска војна, вие го зборувате 2025 за периодот на водењето на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е театар на апсурдот. Многу апсурд. И може согласувам. Како што кажавте вие, треба да бидете горди нешто како Социјалдемократски сојуз да пофалите. И ова констатирање дека сме имале театар на апсурдот, иако вие сте биле таму државен секретар во некој министерство, и тоа е нешто за кое што може да се пофалите и да кажете дека во Република Македонија во 2025 година се знае кој е премиер, се знае кој е вице-премиер, се знае кој е министер за транспорт и врски, се знае кој е министер за економија. Бидејќи во театарот на апсурдот, предводен од Зоран Заев и компанија, ништо од тоа не се знаеше и човечкиот живот беше беззначаен, ама беше беззначаен и беззначајна функцијата на министер во влада, функцијата на државен секретар во влада, бидејќи некои други дечки, кои што сега ние ги спадивме како што им е местото, со 15 пратеници, цела држава ви ја владеа и тоа беше театар на апсурдот. Благодарам. Благодарам. Контрареплика Тречулевски.